Добро вечер на сите. Драго ми е што во оваа топла августовска вечер сме овде во кафе книжарницата Буква по еден навистина многу убав повод. Тоа е книжевната вечер со, според мене и според многумина, со една од најквалитетните и најавтентичните европски авторки, тоа е Капка Касабова. За наша голема среќа или е издавач на незините книги, на незини две книги. Фокусот на оваа книжевна вечер ќе биде тетралогијата на Капка Касабова, посветена на Јужниот Балкан. Ова 4 книжие, или како веќе да го наречеме, има нормално 4 книги, од кои 2 се објавени во Или, и фокусот оваа вечер ќе биде секако кон нив. Тоа се книгите Граница и Кон езерото, а секако ќе се зборува и за преостанатите 2 книги. Тоа се Анима и Еликсир, кои што се надевам дека во некое догледно време, не се надевам, туку сум сигурен, тоа е веќе договорено, ќе ги има повторно во издание на Или. Со Капка неколку години веќе договаравме ваква книжевна средба. На 2 пати постоја големи шанси, но поради одредени околности тоа не се случи. Но она што се вели трета среќа, Капка е вечерва тука со нас, и Капка, самата сте сведок колку публика имате во Македонија. Изумена сам. Така, ова е нормално, ваша прва книжевна вечер овде во Македонија, и еден убав повод што сте тука е вашето членство во жирито на фестивалот Македокс. Секако дека оваа прилика ја искористивме и за вашето гостување тука, и еве покана до сите присутни. Македокс, фестивалот на документарен филм, се отвора од утре и може да го посетувате во прекрасниот простор на Куршумлијан. Капка, еве уште еднаш добре дојде, па еве повели со еден мал поведен збор. Хвала, Ненад. Исклучително се вълнувам, че съм тук. Благодаря ви, че сте тук. Знам, че всички са във ваканция, горещо е и така нататък. И затова още повече го оценявам. Колко е странно, че чак сега се случва тази среща, нали? А за мен е толкова важно тези 4 книги да ги има на нашите езици, защото те са за нас. Вечерва на ова маса тука со нас е Бранислав Мирчевски, преведувачот на книгите на Капка Касабова. Тој секако ќе учествува и вечерва во разговорот, но и доколку има некоја потреба од превод на некој збор, на некоја фраза, слободно сигнализирајте, ќе го направиме тоа. Значи, промоцијата ќе се одвива, Капка ќе зборува на бугарски јазик, ние ќе зборуваме на македонски јазик, и мислам дека тука нема да има никаков проблем. Битно е сите да сме со добро расположение и добра волја. Тука со нас е и Александар Маџаровски,
кој што ќе ги представи, ќе зборува за неговите импресии од книгите на Касабова и низ разговор со авторката. И прва ќе настапи Ана Витанова Рингачева, професорка на филолошкиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, која што има напишано еден навистина прекрасен есеј за овие две книги на Касабова во порталот Умно, но еве вечерва убава прилика за Ана еве повторно да ги искаже можеби на некој поинаков начин нејзините импресии од книгите на Капка. Благодарам, Ненад, за најавата. Почитувани пријатели, добро вечер. Се надевам дека се слушаме. Драги зборољупци, не знам како поинаку да ја наречам оваа убава публика. Дозволете ми најпрво моето излагање да го започнам со споделување на едно мое навистина интимно длабоко чувство на благодарност за можноста да зборувам за Капка или со Капка, жената која за мене е асоциација на една тивка женска нежност, ускладена со еден длабок, прониклив ум и громко перо. Така некако јас ја доживеав Капка низ романите. И навистина имам чувство дека вечерва овде во Буква испишуваме една убава августовска книжевна топла приказна со Капка Касабова, авторката чие име метафора е судбински поврзано со водата, како што вели Иглика во Граница, името ти е Капка, ти има страст кон водата. А Капка во романот Кон езерото на едно место вели: секогаш кога ќе влезе во вода, чувствував радост. Чувствата и спомените исчезнуваа, остануваше само мигот и тоа беше доволно. И да, човекот е создаден од вода, зачнате во неа расте и на крајот трошно се губи или не мора да се губи, едноставно се слева со неа до некоја вечност. Капка го започнува нејзиното, а јас го започнав моето патешествие читајќи ја неа со романот Кон езерото, со наум да ги запише приказните на луѓето од земјата на нејзината баба, приказни кои буквално како кондензирани капки се слеваат назад кон земјата, а таа жедно ги пие, ги собира во своите процепи. Капка се враќа на Балканот, како што самата вели, таа е дете на една уникатна, единствена, космополитска цивилизација која што за жал е преполна со противречности. Балканот тоа сме ние, вели баба Анастасија во романот на Капка. Балканот како една општочовечка болка и судбина, Балканот како душа заробена во телото на историјата, тело постојано силувано од посилните, но и Балканот како место на крајпатни чешми, лековити, толку издашни, толку даровити. Во романот Граница на едно место вели: најблиската представа за ајазмата, односно за чешмата, значи гостопримство без домаќин или Балкан без граници. И веројатно приказните за Балканот најубаво знаат да ги раскажат раселените, разделените, оние кои што можеле да бидат и од едната и од другата страна на границата. Знаат најубаво да ги раскажат оние родени во еден дом со едно срце, но за жал преселени од другата страна на границата во друг дом со половина срце. Оти знаете, откорнувањето од домот е всушност откорнување од самиот себе. Тоа е како свлекување на кожата и нејзино положување на телото на земјата. Земјата како создателка, како хранителка, буквално кожата како еден жртвен подарок токму на таа земја, од која што човекот бара понекогаш
да се услиши веројатно или не знам, да им прости на сите оние кои што буквално со крв насилно исцртувале граници, а место меги оставале куп човечки коски. И токму во срцето на тој зелен шумовит Балкан, на тие шумовити планини, место кое што за жал светот го наблюдува како нешто примитивно, варварско, туѓо, токму тука се вкотвило најстарото езеро, Охридското езеро. Од другата страна Преспанското, а меѓу нив како природна граница стои планината Галичица. Под неа пак сите оние реки, крвотоци кои што ги хранат двете езера со вода. Границата всушност е она линија на раскинување на телото на земјата. Говориме за политичките граници кои што се буквално насилно исцртани. Тоа е тој длабок повлечен рез кој што остава длабок трак. И знаете, границата е универзален символ. Не е важно дали таа е помеѓу Бугарија, Грција и Турција. Дали тоа е граница меѓу Македонија и Бугарија. Дали тоа е границата помеѓу Албанија, Македонија и Грција. Воопшто не е важно. Говориме за еден универзален символ на поделбите. Заради тоа што самата граница остава трагични човечки судбини од едната и од другата страна. Како што вели во Конезерото, ние сме едно семејство, не можеш да не делиш со една црта. Но за жал токму таа црта станува и отвора длабок процеп. Оти знаете, само пред границата човекот се чувствува мал, се чувствува толку невидлив, едноставно се смалува дури до невидливост. Тоа го знаеме кога стоиме, кога чекаме на граница. И имаме некакво потајно чувство како да сакаме само да ја прелетаме, да ја поминеме од другата страна. Знаете како во приказните, да влезам во срцето на птица, па таа да ме пренесе од другата страна и да го освојам тој предел кој што треба да го поминам. И токму од тука тргнуваат книжевните расткајувања на темите во романите на Капка, теми за границите, поделбите, преселбите, разделбите. Романите Конезерото и Граница јас ги прочитав како еден своевиден личен протест на авторката баш против политичките граници, чие што поставување низ историјата создавало прототипови на победници и победени, создавало надмоки на посилниот или чувство на надмоки на посилниот над послабиот. Некаква ирационална потреба за асимилации, бришења, не знам, замолкнување и така натаму. И многу е интересно дека низ нејзините романи се исчитува една, тоа е термин на Капка сега што ќе го употребам, психогеографија во душите на ликовите. Заради тоа што тоа се ликови кои што се потомци на оние кои што ја доживеале големата колективна траума на разделбите, на поделбите и на буквално на раскинувањата на семејствата на милиони парчиња. И трансграничните места всушност се незината голема книжевна преокупација и таа свесно им се навраќа на тие приказни за да ги некако да ги распрета веројатно закопаните приказни од минатото кои што за жал се уште чуваат живи рецидиви во сегашноста која што ја живееме. И токму од балканските приказни Капка создава свој мал микросвет на приказни во кои што приказни кои што природно гравитираат кон границата, кон езерото. Но тоа не се само приказни, тоа се судбини на луѓе со кои што таа се среќава, разговара. И всушност, враќајќи се назад кон езерото, таа се враќа за да го открие, како што вели, животниот пејсаж на мајка си, односно на родот од мајчина страна.
Езерото како архетип, езерото како жива вода, односно како некоја постојана солза во окото на земјата. Знаете, дури окото солзи човекот е жив, веројатно и затоа езерото ги надживеало и ќе ги надживее сите наши мали трошности. И имам чувство дека тоа се едни мали истории кои што биле потопени на дното на езерото, сега испливуваат години подоцна и стануваат приказни во кои што се испреплетени судбините на многумина страдалници кои што имаат една единствена преживеана болка, односно болката на разделбата. И патувањето кон езерото е патување назад кон изворот на болката, односно кон местото на кое започнува приказната за семејството и неговата судбина. Приказните таа ги слуша, имам чувство дека Капка е неверојатен слушател, ги слуша приказните на луѓето, како да ги одживува, одново да ги преживува заедно со нив, ги запишува, а јас пак додека ги читав имав чувство дека тоа се некои приказни на луѓе, на ликови кои што како да доаѓаат од некој претходен живот, од времето кога не постоеле границите, кога човекот од каде и да тргнал, секогаш стигнувал до самиот себе. И границата ја доживеав како скршено огледало. Знаете, кога огледалото се крши, тогаш имате пред вас милиони мали делчиња кои што се обидувате некако да ги склопите. Така ми се и приказните на луѓето со кои што се среќава Капка, слични баш на огледални судбини, прекршени најмалку на 2 парчиња, а може да бидат и илјадници. И за жал бремето на историјата жените го понеле не само на своите плеки, туку и во своите утроби, носејќи пород зачнат од едната страна на границата, буквално со едно срце роден или донесен на свет од другата страна на границата, како да е со 2 срца. Судбините на мајките, судбините на ќерките, болката на семејствата кои што ја преживеале таа трансгранична траума и сеќавањата за неа, за Капка се некаков духовен стремеш да се врати назад, да им отиде во пресред, да ги слушне одново и на крајот да ги запише. За мене е навистина раскошен раскажувач, еден прониклив ум, како да е постојано будна над историските случувања во минатото, но и денес. И овие 2 романа, говорам за Кон езерото и Граница, ги доживеав како романи за потрагата на човекот по смислата на постоењето надвор од границите, а длабоко до изворите на големата вода од која што и во која што веројатно сите сме зачнати. И Капка заминува од домот, му станува дете на светот и на истиот тој свет му ги раскажува своите приказни, видени, доживеани. Навистина многу длабоко. Многу сум среќна што овие 2 романа се преведени на македонски јазик, како што спомна Ненад, следните 2 исто така се надеваме. И кога во последното интервју што го правевме со Капка, необјавено се уште за списанието Зенит, ја прашав за преводот, таа ми кажа, ми одговори, вели, важно е за еден книжевен превод да ја продолжи музиката на оригиналот, но со друг оркестар. И затоа на крајот ќе ми дозволите од моето излагање, сосема кратко, еден тон или една партитура од токму од таа музика. Струјата ме понесе во спокојната топлина на езерото. Запливав навнатре. Водата беше толку тенка, едва и ја чувствував на мојата кожа. Планини нараснале од сите страни, скапени во црвеното зајди сонце. Ги знаев нивните врвови и нивните зли долини. Минатото и идното исчезнаа. Забележав кожана водна змија во водата. Плуташе како прозрачна, како призрак на змија. Колку подалеку пливав, толку повеќе чувствував дека летам и толку повеќе олеснуваше се околу мене. На крајот се завртев, зашто сакав ноќта да ме затекне далеку од брегот и запливав назад кон плажата. Се е едно. Да не заборавиме, никому да не му дозволиме да не раздели со граници.
Нашата трагедија е токму во враговното разделување. Започнува како состојба на умот, а завршува како судбина. Тоа е трагедијата на нашето семејство од народи што газат по овој божествен полуостров, оваа прекрасно распослана земја. Газат како армија од ослепени војници од пред 1000 години во потрага по место за одмор. Дозволете им да се одморат. Простете им, простете ми и мене, простете ни. Стравот не прави луди и меланхолични. А изворот е тука сето ова време. Сите можности се собрани во едно се уште. Она што се бара од тебе е да престанеш да се спротивставуваш. Влези храбро некоја вечер во септември, кога небото е црвено како во Африка, а езерото би можело да биде Танганјика. Тоа е истото езеро. Влези храбро во него, ослободи се од товарот што го влечеш со векови поред. Претвори се во што било друго. Во пастрмка, во јагула, во некого од предците, се уште дете, едно со водата, а се уште неспремно да го направи неопходното. Кој ќе те отведе до твоето раѓање, до личноста за која ќе поверуваш дека е твојата, на крајот од водата, изворот што се обновува себе си секоја секунда, како што се втурнува во екстаза кон езерото. И благодарам. Благодарам многу, Ана. Лиричноста и поетичноста е она што е една навистина врвна карактеристика во оваа документаристичка проза на Капка Касабова. Лиричноста и поетичноста беа карактеристични за овој навистина твој прекрасен есеј кој самиот за себе е едно уметничко дело. Сега ќе го слушаме Александар, но пред тоа само би сакал да спомнам најчест збор кој што овде се слуша е зборот Граница. А во едно интервју ја слушнав Капка Касабова која вели: Граница, тоа е хорор, тоа за мене е хорор приказна во еден збор. И се чини дека можеби токму преку ова пишување Капка на најдобар начин се справува со таа хорор приказна. Александар, повели. Здраво на сите и од мене. Нено, фала ти за оваа прилика. Мене ми представува, да, клише, меѓутоа од кој ги прочитав книгите на Капка, да го кажам, ова навистина го мислам, ми представува чест и задоволство и фала ти на поканата што можам да учествувам во овој разговор, да ја поставам на Капка неколку прашања. Знаев, од она што го слушнав од некои рецензии, од мислење на некои луѓе што ги почитувам, знаев дека Капка добро пишува. И така им пристапив на книгите, кам сигурно се добри книги. Меѓутоа ги надмина моите очекувања многу тоа што го прочитав и станав фан. И сега ќе прочитам се што ќе излезе наредно на македонски. Капка во едно интервју, гледав две интервјуа со тебе, еден разговор со Георги Господинов и еден многу добар разговор на Софија Literary Festival имаше на YouTube, ги најдов, може не знаеш за тоа, јас ги најдов на YouTube. И првенствено, она што ме погоди, ти велиш дека целта првенствено не ти е да документираш, туку ти е да доживееш искуство кое што ќе те донесе до вистината и можеби во случајот семејната вистина, во случајот кон езерото, и можеби до реалноста на искуството на човечкото страдање. Особено на семени страдања и некои шеми што се повторуваат тука на Балканот и така натаму. И јас на вистина така ги доживеав книгите на Капка. Ги доживеав некако нешто што само ќе ме научи, информативно. Јас додека ја читав, кон езерото, Преспа, Охрид ми беа можеби познати и не гуглав толку. Додека ја читав Граница, јас после секои две страни гуглав, па каде е Странџа, па кој е ова село, па значи да, сакав да се информирам. Меѓутоа на мене влијаеше овие две книги на многу подлабоко ниво, на едно емотивно, емоционално ниво, на едно екзистенцијално дури ниво, со тоа што докато ги читате нејзините книги не се информирате, туку се ширите од внатре. И во таа смисла
добрата уметност тоа го прави според мене. Значи те прави поинаква личност. И она што ме интересира, Капка, ако можеш да споделиш малку со нас, какво е искуството да се не знам кој е најдобриот македонски збор за тоа, меѓутоа immersive. Значи твоето пишување, ти влегуваш во една ситуација, влегуваш во еден регион, влегуваш помеѓу луѓе и се ставаш во ранлива позиција, емоционално ранлива позиција, и ти кога ќе влезеш не знаеш каков ќе биде исходот. Има и многу необични ситуации и ќе видите ако ќе ги читате книгите што не знаеш кај ќе заврши приказната. Ни самата Капка додека го пишува тоа како не фикција, не знаеш каде ќе оди. Какво е искуството да станеш, да се ставиш во таа ранлива позиција, да влезеш, да immersive, да се внесеш потполно, да се потопиш во една средина и сето тоа да го преточиш во книга. Обичам специфичните въпроси. Обичам да говорим за конкретни неща, така. Благодаря ти за въпроса, за наблюдението, за рефлекцията. Чувате ли? Слушали се? Ана, благодаря ви за тези думи. Не знам дали мога така добре да говоря като вас. Много наистина съм... Това да пишеш книги е за мен е нещо много естествено, но то е и много странно нещо, защото книгата, като я пуснеш да си живее живота, тя вече не е твоя, не знаеш дали изобщо някой я чете, дали изобщо някой разбира какво се опитваш да правиш. Затова като има такъв ответ, като има такъв такъв отговор, такова дълбоко четене, и всъщност това е разговора между една книга и автора вече няма значение. Дори името и на автора не трябва да има значение, но това една книга да намери своите хора, за мен е голямо щастие. И винаги това толкова ме докосва. Въпреки че аз казвам, моята най-голяма надежда е книгите ми да бъдат четени от нечитатели, от хора, които обикновенно не четат и които откриват нещо. И затова обичам конкретните, затова пиша за конкретни неща, а не абстракции. Например, сега ще се върна към твоето прашане. Например, когато тръгнах по границата, за граница, бях в пълно незнание и неведение. Разбира ли се? За тези места, за тези хора, за тези истории. И аз бях, както се казва на английски, извън елемента си, out of my element. И ме беше страх и чувствах страшната тежест на тази дума граница, отговорността да пиша за това голямо нещо, тази граница, за която израснах, защото това е желязната завеса. Аз съм дете, аз съм от последните деца. Ние сме последното поколение на желязната завеса. И с една дума винаги започвам една книга като начинаещ. Аз много обичам да съм начинаещ. Почетник. Обожавам да съм почетник, защото както ти каза, информацията ме интересува, но аз съм почетник в по-друг смисъл. То е емоционален смисъл и психически, че аз тръгвам да се срещам с някакви хора, на някакви места и съм с напълно отворено съзнание и, надявам се, сърце. И наистина аз се научих да слушам, понеже ти каза слушането. И мисля, че тези 2 години, които писах граница, които живях граница, аз се научих на тази граница да слушам. По принцип ние на Балканите много не можем да слушаме. Имам чувството, че обичаме да говорим, но не можем да слушаме. В смисъл, предпочитаме нашата версия.
И може би така изобщо е човекът. И това да слушаш е голямо е умение, което се учи само с практика. И аз почерпих тази практика. Окей. За мен е тази неизвестност, за която говорим, е части от вълнението и от този трил. Как е трил? Возбуда. Трил, да. Всъщност ние нямаме дума на български, на македонски exploration. Изтражување. Изтражување е малко академично. Да. Exploration е feet on the ground и тръгваш. Тръгваш с една малка чантичка, тръгваш сам, защото за мен exploration винаги е соло. И затова не се впечатлявам примерно от филми, където има цял екип, който снима. Трябва да си сам и трябва нещо да е at stake. Трябва нещо да рискуваш. Така е за мен писането и откривателството. И за това моята нирвана, ако мога да цитирам, моята нирвана е да се претопя, точно това immersive, което казваш, да се претопя в един свят, да се претопя в другия и да изчезна от себе си. И това е почти нещо като несъзнателна духовна практика, но всъщност всичките духовни традиции говорят за това претопяване като трансцендентно сливане, за което става въпрос на края на езерото. Най-често ние, обикновените хора, които не сме трансцендентни медитатори, изпитваме това сливане, когато плуваме, например. И водата е най-трансцендентният елемент на нашата планета, защото водата има памет, защото водата разтваря, защото водата е женски елемент. Тя ражда и тя е най-силният елемент, който надвива над останалите. Тя потушава огън, побеждава камъка и така нататък. Водата за мен е нещо много... Водата има съзнание. Чистата вода за мен е съзнателен елемент. И често пъти имам чувството, той е като едно даже малко странно предчувствие, така колко замърсени води имаме вече на тази земя. Нашите най-ранни предци първата религия е била религията към водата. Във всички религии има благоговение, разбира ли се? Почет към водата. Имам чувството, че последната религия на човека също ще бъде чистата вода. Чистата вода. Което ще стане най-ценното нещо. По-ценно от злато. Да се върна към твоя въпрос. Јас уживам, можам да слушам. Да, за мен това е голямата тръпка на този вид писане, защото за мен писането е живеене. За мен няма разлика между моя живот като писател и изобщо живеенето. И заради това за мен е много... Аз и като читател винаги търся литература, основана на директния опит, а не на идеи, на някакви академични теории. Като бях по-млада, като следвах философия, се интересувах от идеи. Сега се интересувам от experience. Дайте ми experience. Покажете ми. Разкажете ми какво ви се е случило. Къде сте били? Кой сте били? Разкажете ми за вашето семейство. Разкажете ми през какво сте минали. Разкажете ми за вашето страдание. Разкажете ми как с едно кайче сте преплували по времето на Енвер Ходжа от Поградец до Търпейца.
докато самия диктатор е бил в Поградец. Това са били 2 семейства албански от Поградец. Разкажете ми как е било това. И за мен това experience за мен е най-великото нещо. И според мен е точно тази experience. Какво е това? Опитност. Изкуство. Точно това е, което ни сближава. Идеите могат да ни разделят. Идеите, мненията, идеологиите ни разделят. Докато директният опит, когато е споделен, той ни събира и границите падат. И той дори може да доведе до трансцендентност, до пълна загуба на егото. И това наистина е... Това са блажени моменти. И колкото и да е странно, ние говориме за страдание, за болка. И наистина тези 2 книги са пропити с тази болка. Дори Конезерото започва с един много личен въпрос. Аз тръгвам към езерото с този въпрос към себе си. Откъде идва всичката тази болка? Говориме за тази болка, има я във всичките истории на всичките гранични хора. Ние всички сме гранични хора на Балканите. И въпреки това, парадоксът за мен и най-големият подарък, който всички тези срещи, тези хора ми дадоха, беше радостта. Радостта, неочакваната радост от срещи с най-различни хора. Неочакваната радост от местата, защото аз съм писател на местата. За мен мястото е там, откъдето започва една история. Не идеята. Например, граница. По принцип, да, исках да пиша за границата, но по принцип. А как стана конкретно, когато отидох в едно гранично село в България, едно трагично, празно гранично село, където хората все още са посветени на някакви неща, в една дълбока гора, и видях как хората танцуват там на въглени, практикуват нестинарство, не за туристи, а като един вид терапия, защото друга терапия там няма. И това място така ме завладя, че усетих необходимост да отида, да живея там и да тръгна по границата. И започна с това тъжно гранично село. Започна с истинска experience. Нестинарство, водење пожар. Да. Нестинарство, да. На гръцкия настенария. Да. Капка, ти благодарам. Ти кажа дека сакаш прецизни и добри прашања, ама јас мислам дека после овој одговор можеме да го затвориме настанов и ја имам толку материјал за размислување што треба да се isпроцесира ова. Меѓутоа, ќе ги спомна нестинарите и можеби затоа, ако не се согласувате со мене слободно, можеби затоа Граница ми беше малку по-убав роман, не фикцијска книга, затоа што е по-мрачна, по-дарк. Има луѓе што водат пожар. Има монах што не знаеме дали живее, можеби живее векови. Да, монахот на Родопите. И имаш кај тебе такви елементи или една неверојатна приказна каде што пред многу векови поминуваат некои трговци или патници и стигнуваат во претор. И тамо ни живи ни мртви стигнуваат и ги пречекуваат римските војници, нели тамо, и овие ги враќаат во живот, овие ќе умираат, готово, и велат, а каде е езерото? И велат, па езерото не го видовте, до сега газевте по езерото е замрзнато. И мене тоа ме извади, ме распамети, онака беше како страшна приказна, тука како нека, не знам, средновековна бајка или нам поима. И ги имаш тие моменти кои што, ако ги наречам мистериозни, не се мистериозни. Мистични, може би се мистични. Ако ги наречам магични, може би се магични. И ми текна еден концепт во келтската духовност, има еден концепт на team places. Као тоа се тенките места, каде што келтите сметале дека
тенките места се некои места каде што природното, материјалното, речиси се прелева, се допира до оностраното, до надприродното, до божественото. И речиси светите извори, агиазмите, значи сите тие места се нестинарите присутно и ми се чини дека ако го нема тоа во твоите книги, тој елемент, нема да бидат тоа што се. Ми се чини, особено граница, дека тоа е неизбежен момент што ја прави магијата на книгата. Кажи ми, тоа беше непланирано, тоа беше директно искуство со луѓето и дали намерно оставаш на читателот да си донесе заклучок и да каже ава се глупости? Не верувам во тоа или окей, каква беше твојата реакција кога ги слушаше сите тие приказни и се сретна со тие појави? За това, разбрах, да. За това започваш като начинаещ. Почетник. Почетник. Без предубеждения и без... Да, по принцип аз винаги съм обичала тънките... Как го каза? Тънките места. Да, там където... точно така в келтската култура. Места и моменти от годината, когато, както казват, the veil is thin, вуалът е тънък и всичко прозира. И аз търся такива места. И аз пиша за такива места. Не е магия, не са глупости. Това е въпрос на перцепция. Как се казва? Перцепция? Въпрос на виждане, наблюдение. Но ти трябват гидове, трябват ти хора. Затова аз винаги, като съм на едно от тези тънки места, търся идеалният гид. Човекът, който ще ми разкрие нещо, водач. Който ще ми разкрие нещо, дори когато този водич се окаже опасен. Като, например, в граница Зико, който е трафикант. Бивш трафикант, но все пак трафикант. През границата между България и Гърция и с когото прекарах време и който беше такъв особен двусмислен лик, защото той е човек на границата. Границата е двусмислена и дори много смислена, както вие казахте. Той е като едно счупено огледало. Дори като един лабиринт понякога и ти се въртиш в този лабиринт, мислиш си, че има само две страни, от тази страна и от другата, а се оказва, че е лабиринт. И хората на границата и те са така. Защото те са Зико, например, който е незабравим за мен, т.е. за мен това е човекът граница. Зико е от едно помашко село, гранично село в България и е израснал, той е точно моя възраст и е израснал като дете на границата. Видял е всичко и е станал трафикант, защото само това е единствената работа, която има на границата в едно такова село, да си трафикант. Аз му казах, добре, ти си трето поколение трафиканти. Дядо му, баща му и той са били трафиканти. И аз му казах на какво и той почна да се смее. На какво? На всичко. Каквото върви. Оръжия, боровинки, ловни кучета, хора, люди. И Зико беше такъв. Той беше полумагичен. В един момент е там, в следващия момент го няма, изчезва, появява се на друго място, защото той е в абсолютен синхрон с тази гранична гора. И такива хора са малко. И аз търся такива хора. Такива хора ме интересуват, които по някакъв начин са в пълен синхрон със своето обкръжение, и които имат какво да ни разкажат на всички нас. Защото те са забравени, те са някъде далече в периферията, те нямат лице, те нямат име, за тях не се пише, не се правят филми. Всъщност вече все повече започват да се разказват историите на периферни хора, което много ме радва. Включително македонски филми, които обожавам, като Honeyland. Сега има нов филм, който искам да гледам тази седмица за пастирите. Как се казва? The Mountain Won't Move. Нали така? Не знам македонското заглавие.
The Mountain, документален филм. Мисля, че са юруци, трима братя. Да, за юруците пастири. Това е темата и на Анима, последната книга на моята тетралогия. Такива хора населяват моите книги, и защото те имат много какво да ни кажат и научат. Да. Ана има едно прашање сега. Еве, јас зборував, меѓутоа сега и да поставам едно прашање. Не е прашање, повеќе е размислување. Капка за вашата фасцинација од планината. Рила, Родопите, Пирин, Галичица. Имам чувство додека ги читам книгите, значи вашите ликови, вие се слевате со планината и толку многу ме подсетуваат на оние, на шаманите кои што се искачуваат горе по врвовите на планината за да ја доживеат својата лична иницијација, да го едноставно да му отидат во пресрет на позивот, на шаманскиот позив. Што е поинаку таму горе? Дали светлината ли е почиста? Луѓето кога се качуваат таму горе имаат поинаква перспектива на светот, на животот? Не знам, навистина тоа ми беше прашање кое што постојано цело време го размислав додека ги читав книгите, заради тоа што сите ние сме искусиле качување на планина, еве доводно да се качите или не знам, јас во Струмица над мојот дом имам буквално врв на кој што можам да се качам без проблем. Таму сум поинаква јас. Што ни прави планината? Што прави од нас? Што вади од нас? Да. Ами, ти вече го каза. Там сме по-различни. Мисля, че там сме по-свободни. Там сме по-свободни. Да, планината... За мен планината не е... Аз не живея в планина. Винаги обичам да съм близо до планина. Навръх планината е трудно да живее. Там живеят вече, за жалост, само пастирите, които са самотни хора. За това става дума и в Анима. В Анима реших да прекарам един сезон да живея с пастири в Пирин, в България. Една малка общност пастирска, защото исках да съм наистина в тази планина. Пирин е планината на Еликсир, третата книга, и не можех... Развих нещо като... Как е addiction? Зависност от планината. Да съм там, и да имам мисия. Не просто да съм турист, а да съм в планината с мисия. И за да живееш в планината, а не върху нея, като турист, да се качиш и да слезеш, и като всъщност ти си тогава оставаме... Да. За да живееш в планината, ти трябва да живееш с други твари, с други създания, с животни, с растения, с хора, които разбират планината. Иначе няма да оцелееш, иначе нямаш мисия. И точно това исках. Исках да живея поне един сезон в една планина. Специално Пирин ме влечеше. Тя е драматична планина, алпийска. И точно този начин на живот пастирския. Как се живее с животни, когато основните ти... когато семейството ти не са хора, а животни. Какъв е този живот? Това ми ставаше все по-интересно. Отдалече виждах, когато пътувах по граница към езерото също, защото в България и Македония все още имаме пастири, движещи се пастири. В голяма част от Европа това вече го няма. И се питах какви са тези хора, какъв е техния живот, какви са тези кучета. Искам да знам повече за тези кучета. И разбира се, двете големи породи тук на Южните Балкани са шар-планинеца и каракачанките. Това са нашите планински породи, които исках да науча повече за тях. Да се доближа, винаги ги виждах отдалече. Исках да се доближа и те да ме приемат. И това направих с Анима. Животът в планината с мисия, когато имаш мисия, наистина те променя и е много трудно. На мен ми беше много трудно после да сляза и да нямам тази мисия и в живота ми да няма животни. И изпитах като скръб, като една огромна... Тя не беше само моя лична скръб. Изпитах скръб за всички нас, човеците,
какво сме направили? Ние напълно сме се разделили с другите си, със своите, както казва една жена, козарка в Анима, с нашите животинки, нашите мили животинки. Ние живееме напълно разделен живот. Хора, животни, растения, като в някакви гета. Изолирани. Забравили един за друг. И мисля, че като се качим поне за малко на планина, си спомняме кои сме, наистина. Може би за това. Ти благодарам, Капка. Имам аз още едно прашање и ќе го заокружам. Да ти е. Да. Може да уште едно прашање да одам? Да. Ајде, знаете ако ми дозволите. Моја теорија на уметноста е, со еден другар си имаме оне уметник и си имаме теорија на уметноста. А нашата теорија на уметноста дека уметноста е добра ако те чепне, ако те допре нешто, ако те разбуричка внатре. И сега слушајќи ја Капка, ја сикам, па да, ова го чувствував додека ги читав книгите, нешто во мене се превртува, се шират светови и така натаму. Ајде да не ја ширам тука работата. Меѓутоа, веќе спомнавме за уметноста на слушањето, дека треба да си слушател, дека треба да се изгубиш и да другиот да излезе пред тебе и да го слушнеш, да се претовиш, па дури и животните, дури и звуци, водата, изворите и така натаму. И во едно интервју што го слушав со тебе, на одлично интервју, коментарот беше дека речи си тука на Балканот како да немаме дистанцираност. Секој мислење мора да има емотивен набој, нели мора да се караме за мислењата и така натаму. Меѓутоа, во време кога секој има шанса да си каже свое мислење како никогаш до сега, колку, Капка, преку твоите книги не учиш на уметноста на слушањето? И моето последно прашање е, според тебе, на кој начин беше различно пишувањето на Конезерото и Граница? Можем да замислам дека можеби на едно емоционално ниво Конезерото било поинакво, меѓутоа и логистички и искуствено, како беше поразлично раѓањето и создавањето на овие две книги? Благодаря ти за този въпрос. В езерото има много вода, водата успокоява. Така че процесът беше по-спокоен. Самото присъствие на охрид и преспа успокояват. Освен това, водата е женски елемент, а границата е нещо поляризирано. Границата също така е много мъжко място, защото там има гранична полиция, всичките са мъже. В селата има повече мъже, в тези гранични села, за които разказвам в Граница, има повече мъже. Жените бягат, самотни мъже. Жените бягат, децата ги няма. И в Гърция, и в Турция, и в България е така, в граничните села. Така че границата е едно такова тъжно мъжко място. И как да кажа, в Конезерото започвам с моята майка и с моята баба и със себе си. И това е до някаква степен, започва като женска история, започва като, как се казва ancestral? Напред си историята напред. Да, започва като родова история през жените, защото мисля, че за всички нас паметта и много от нещата разказването по принцип традиционно се предава по женска линия повече. Не винаги, но традиционно. И за мен винаги е била така. А баба ми от Охрид, Анастасия, беше прекрасна разказвачка. Тя работеше за Радио София, беше поет, пишеше радиодрами и всъщност от нея взех тази любов към разказването и символа. Всъщност поезията какво е? Да намираш символ и патърн, как е? Форма, мотив, да. В обикновеното. Да видиш необикновеното зад обикновеното. И баба ми
баба Мисия беше така. И за мен тя е така, защото е човек на езерото. Защото е човек от Охрид. Има нещо в Охрид, което разказва. Все едно самото езеро разказва. И може би заради това Конезерото беше една как да кажа... Всъщност това беше едно пътуване в търсене на мир. Исках да намеря мир. И да, водата помага. Така че наистина това е интересно, че двете книги имат много различно темпо. И благодаря. Yes. Ако може накратко, еве извадок, Ана, од твојот есеј што го имаш напишано за умно, многу кратко. Со широки познавања на македонската дијалектна лексика, особено на архаизмите како јазично богатство, но и на социокултурните нијанси на македонскиот јазик, преведувачот создава дело на кое му вдахнува топла човечка димензија. Од јазикот не постои надвор од човекот. И доаѓаме до преведувачот, Бранислав Мирчевски. Со Бранислав имаме супер соработка, од бугарски го преведува извонредно Владимир Зарев, од англиски двете книги на Капка Касабова. Од сето ова што слушнавме може да разберете каков предизвик е да се преведува Капка Касабова, но еве го поканувам самиот Бранислав да ни каже нешто околу тоа. Повели, Бранислав. Аз искам само да кажа, че имам огромен късмет, че Бранислав е преводач на тези книги и че за мен преводачът е съавтор. Благодаря ти, че си мой съавтор. Што да кажам после ова, навистина се е депласирано. Јас не можам да кажам дека сум професионален преведувач, тоа никогаш не сум го сметал за себе. Јас немам таква едукација, што значи кај мене тој процес на преведување е некако оригинерен, длабоко прочувствен во мене самиот, извира од мене. Јас тука немам никакви шеми, никакви шаблони. Едноставно го доживувам текстот некогаш и болно, морам да признам. Има такви пасажи во раскажувањето на Касабова. И се обидувам сето тоа да го пренесам на еден јазик кој може би само навидуме поинаков од нашето вообичаено говорење во денот, во секојдневието. Но зошто го правам тоа? Го правам тоа од една проста причина што сите ние помалку го забораваме нашето лингвистичко, лексичко минато, нашето богатство, нашите огромни фундуси од лексеми, од зборови кои може би сме ги заборавиле, сме ги подизоставиле, сме ги запуштиле и сите тие негативни и лоши особини што може да се направат, а сме прифатиле јазик кој е нова лингва франка. Знаете која е таа во моментот. Тоа е англицизмите. Значи, ние сме поплавени од англицизми. И на почетокот јас имав така една бојазан дека како тоа ќе се допадне на вторката, но кога таа почна самата да ми сугерира, па дај ова зборче пренеси го со нешто од нашите јазици, како ние тоа го велиме, а не како тоа се вели во интернационалната лексика, јас сватив дека пред мене имам човек со слични вибрации, како што ги чувствувам и јас во оваа работа, и така се расположив, ми олесна многу и продолжив во тој стил. Значи, кај мене ќе се сретнете навистина со многу заборавени наши изрази,
за кој може би е потребно понекогаш и да се консултира речник, но за добар дел од нив и низ контекстот се разбира на што мислам. Значи, работата на овие две книги и сега на третата која е во тек, некаде кон половината, За елексир се работи. елексир, да. Можам да кажам за елексир само дека едно чудесно дело, и однапред се радувам што ќе го сретнете и ќе го имате можеби во своите библиотеки. И не можам ништо поумно да кажам од еден проследувач на творештвото на Капка Касабова, кој тврди дека ако алхемичарите не го пронашле во ниту една реторта алхемичното злато, тоа го има во опишувањето на Капка. Златото е таму. И низиното перо е всушност елексирот за кој говориме. Толку, јас повеќе од ова не би можел ништо да додадам.